Ете, сега е точно време да проследиме еден разговор кој што го направи колешката Бела. Светски реномирани експерти за вештачка интелигенција од водечките светски компании како Microsoft, Google, Spotify, BBC и така натаму ќе бидат дел од говорниците и панелисти на самитот кој што ќе се одржи во Скопје на 29 и 30 септември оваа година во салата на Националната опера и балет. За прв пат, како што реков, се одржува меѓународен високотехнолошки самит. Ајде да го погледнеме разговорот. Првиот меѓународен високотехнолошки самит за вештачка интелигенција ќе се одржи токму овде во Македонската опера и балет на 29 и 30 септември. За прв пат во Македонија и во Скопје луѓето ќе имаат можност да бидат дел и да учествуваат и да слушнат навистина многу нови работи кои што ги нуди вештачката интелигенција. Токму за тоа што се ќе имате можност да слушнете, да видите и се што ќе се случува на првиот самит за вештачка интелигенција. Ова утро разговарам со организаторот на самитот Филип Аврамчев. Најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и добро утро на сите што ме гледаат. Филип, за прв пат во Македонија се одржува самитот ваков тип. Како дојдовте еве до идејата вие како организатор да го направите овој самит во Скопје? Па да, вака, за прв пат во Македонија ќе се одржи еден високотехнолошки самит кој што е со фокус на вештачка интелигенција. Идејата дојде по, ајде да кажам, по излагањето на ChatGPT, каде што сите ние имавме можност да од прва рака да искусиме вештачката интелигенција, која што со години се зборува за напредок и за нејзина примена, но прв пат беше достапна, кажам, до пошироката јавност. И нели се отвори голема светска дебата, нели ние учиме како користиме, се излегува многу нови алатки, многу интересни работи и се отвори голема дебата и заедно со TBM Group, која што е чешка компанија која што има канцеларија во Скопје, договоривме да направиме еден самит на оваа тематика, пред се за да дадеме нели нешто на Македонија да има еден ваков технолошки самит, да договориме одредени говорници кои што ќе можат од прва рака, кои што со години работат на оваа тема, од прва рака да ни дадат, да ни пренесат некое знаење и искуство, но и заедно со сите нив да дебатираме кои се чекорите, која е иднината, што треба да очекуваме и за сите ние да се спремиме како човештво и на крај да бидеме активен учесник во коеволуцијата на човекот со вештачката интелигенција за подобрување на човештвото и на секој аспект од нашиот живот. Што поточно ќе се случува на самитот, кој што ни доаѓа еве за нецели 3 месеци од сега, но што ќе имаат можност да слушнат сите оние учесници, кои се ќе биде гостини дел од самитот? Па да, во моментот имаме потврдено околу 15 на говорници во главном од надвор. Значи представници на Google, Microsoft, BBC, кој што е интересно за вас медиумите, Head of Machine Learning на BBC, Spotify, Accenture, која што е индустријска фирма и многу други фирми. Universal Robots, имаме и внатре во салата од прва рака посетителите ќе можат со некои со одредени роботи кои што се воз основа на вештачка интелигенција да си направат муабе, да си поразговараат, така што буквално целта е да направиме едно феноменално искуство за посетителите. Во холот на МОП ќе бидат поставени штандови кај што нели одредени фирми ќе изложуваат своите технологии, тоа што тие го прават. Тука ќе има многу шанса за нетворкинг со овие светски експерти, нашите луѓе компании да се поврзаат. Исто така ќе можат и регионално имаме интерес од Грција, од Косово, од Србија за компании да присуствуваат и да земат учество на самитот, дали чисто само како наблюдувач или активно учество. Во делот тука кај платото на МОП во план е да има некој позабавен дел, каде што ќе има јадење, кафе, дружење, музика и така натаму. После секој ден од настанот ќе има и многу забава, така што буквално сакаме да направиме еден светски настан во Скопје и се надеваме дека оваа прва година нели тоа ќе го постигнеме.
за до година буквално да го ставиме Скопје и овој самит на европската па и светска мапа. Да, кои се теми веќе се обработуваат и за што се ќе се зборува на самитот? Па еве една од, пошто дадовме како до сите учесници кои што покрај нивното излагање, дали сакаат да учествуваат во некој од панелите, еден конкретен панел ни е работата во ера на вештачка интелигенција, која што е многу интересна тема и буквално и од овие говорници имаме сериозен интерес за да учествуваат на тој панел, така што ќе треба некого да лимитираме. Исто има за напредокот и кој еволуцијата на човештвото, за буквално споредба на тоа што се алатки сега излезени, например, ChatGPT, како функционира Google, BART, новиот Large Language Model, па и некои други. Интересно е што говоревме дека толку брзо се развива целата сфера на ера на вештачка интелигенција, што до септември можеби ќе имаме сосема некоја друга тема. Ќе се зборува за етичките и правните норми на функционирање и дали треба да се регулира и во кој начин да се регулира вештачка интелигенција, бидејќи Европската унија веќе има еден драфт нацрт закон за вештачка интелигенција кој што би требало во текот на идните месеци да се донесе, така што има многу теми за дискутирање. Филип, во кој правец води вештачката интелигенција, односно кој е вашето видување и вашиот став и споменавте дека исто така и многу луѓе ве прашуваат, знам дека и гледачите ги интересира дали вештачката интелигенција ќе ги замени луѓето или дали пак роботите ќе ги заменат луѓето како работна сила. Па вака, многу репетитивни процеси или ние, да кажеме, кај што секојдневно работиме некои си, ајде, да кажам, досадни работи, тие можеби ќе се заменат. Секако луѓето нема да ги заменат, можеби ќе ги заменат луѓето кои што не користат алатки за вештачка интелигенција, бидејќи многу помага, поготово во одредени индустрии како што е наука, како што е медицина. Утре, нели, диагноза на еден доктор, читање од компјутер кој што ќе биде електронско направено од вештачка интелигенција, многу може да му помогне на секој доктор, а да не збориме во аспект на наука, во аспект на правење некои формули, решавање некои задачи, каде што нели човекот може да погреши, нели во помош со машините да направиме да го подобриме нашиот живот и човештвото. Сега прашањето е дали иста вештачка интелигенција може да дојде во раце и да се искори, да се злоупотреби. Секако дека може, но за тоа сме тука и за тоа треба да ги отвориме дебатите и да го регулираме начинот и етичките норми пред да се случат тие некои несакани ефекти или пред да дозволиме да истите отидат во рацете каде што не треба да отиде. Бидејќи секоја технологија е, поготово најврната технологија, е искористена во прави раце, ќе оди према напредок, искористена во погрешни раце, нели? Можеме да замислиме сите оние црни сценарија кои што ги има по филмовите. Иако мислам дека не сме до таму стигнати, ова се први зачетоци, но треба да имаме, нели, со очите отворени, да дискутираме, да разговараме и нормално сите заедно да придонесеме за подобрување на човештвото. Да, верувам дека токму и овој самит кој што за прв пат се одржува во Македонија, ќе имаат можност луѓето да научат повеќе, нели, и да слушнат повеќе за за сите предизвици кои што ги носи вештачката интелигенција. Па да, дефинитивно многу ќе научат и јас тоа велам, ќе се отвори умот. Значи, кога гледате вие одредени луѓе, бидејќи луѓе кои што ќе дојдат, ние, еве, да кажеме, имаме искуство како луѓе кои што го користат ChatGPT и некои други алатки, 6 месеци, година дена, а одредени говорници кои што ќе зборат имаат искуство веќе 10 години. Например, Джини Лим, која што ќе говори, е ствари креатор на Софија, првиот хуманоид кој што одеше по емисии во Америка и така натаму, кој што е хуманоид робот со вештачка интелигенција. Она ќе говори баш на која еволуција на вештачката интелигенција со човештвото, со луѓето за подобро човештво. Така што од прва рака некој што веќе 10 на 15 години работи на темата, кој што веќе видиците и се на друго место, ќе може да го сподели тоа што таа го мисли и луѓето што ќе учествуваат, ќе можат буквално да видат каде ќе отиде светот, бидејќи овие луѓе се, да кажеме,
доста пред обичниот граѓани, бидејќи долго време работат на темата. И уште еднаш да кажам дека тоа е исто еден голем бенефит, дека со сите овие луѓе ќе бидат лично тука, ќе може да се сретне, да се дискутира, да се поставуваат прашања, да се отвара дебата, нели, да се испие кафе, да се издаде некој јадење, така што буквално е таков нетворкинг самит и дека сите излегувања нивни ќе бидат генерални, нема да бидат толку стручни на одредена тема, доколку има интерес, ќе има и посебни дискусии, нели, конкретно за поточни теми. Да, ви посакувам да имате успешно прво издание на самитот, иако до тогаш верувам дека можеби уште еднаш ќе се сретнеме и ќе разговараме повеќе за вештачката интелигенција и сите предизвици кои што ги носи во ова ново модерно време на технологија. Па да, мислам, светот се менува, ерата на вештачка интелигенција толку брзо напреднува што во септември пред самитот можеби ќе дискутираме за сосема нешто различно и сосема различни теми ќе бидат актуелни него што се сега. Но секако тука сме, луѓето доаѓаат, ви се достапни за интервјуа и за разговори, и заедно, нели, да дебатираме нормално и со вас медиумите кои што сте значен чинител во општеството. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас.